Благодарам. Почитувана македонска јавност, целата јавност е згрозена од скандалозните случувања на Скопската клиника за онкологија и радиотерапија. Згрозена од начинот на кој пациентите се борат да дојдат до својот лек. Згрозена од начинот како се крадат цитостатици. Згрозени од неодговорноста на владата и од целата направена шема која години нанадзад функционира во болницата, а безмилосно удира по грбот на пациентите. Уште пред 2 години алармиравме и предупредувавме. Бројни новинарски текстови и лични сведочења го разоткрива овој скандал за кој власта упорно молчеше. Меѓутоа, клучно е да се напомене дека Државниот завод за ревизија излезе со извештај за случувањата на скопска онкологија, извештај кој на површината извади бројни нерегуларности. Ревизијата е извршена 22, а конечниот извештај е објавен март 23 година, во кој пишува: набавка на лекови на реверс без формирана цена, прекорачување на буџетот, ненаплатени долгови, пропусти при набавка на биолошка терапија, лошо планирање на системот за приклучување пациенти, и ова е само дел од забелешките. Продолжувам со цитат: клучни забелешки има начинот за набавка на биолошка терапија. Освен тоа се делела само со одлука на докторите, без медицински протоколи и без стручен колегиум. Поради тоа пациентите биле во опасност да останат без терапијата со која се лекували. Самото непостапување по ревизорскиот извештај носи директна одговорност за владата. Еве ги ревизорските извештаи кои се резултат на извршена ревизија на клиниката за онкологија. Заради остварување на одговорноста кон граѓаните, заради остварување на надзорната функција на собранието, заради започнување на транспарентна и јавна постапка за дознавање на вистината за грозоморните случувања на клиниката за онкологија, предлагаме итно дополнување на дневниот ред со точка: разгледување на конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност за 2021 за јавна здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје. Иако пред да гласаме сакам уште една опомена. Се навикнавме на еднострано толкување овде во собрание. Затоа опоменувам, ако спикерот, ако господинот Џафери има намера да дава изговори поврзани со материјалите, сакам да ви извештам дека согласно Закон за државна ревизија став член 33 став 2 извештаите се доставени во собрание, и да ви известам дека има меморандум кој што е потпишан помеѓу собранието и Државен завод за ревизија, и членот 4 предлага дека конечни ревизорски извештаи